Славниот Реал Мадрид во дуелот со МЗТ Скопје е апсолутен фаворит. Квалитетот и името се адутите на 8-кратниот европски првак. Големиот мотив, жешкиот терен и домашните навивачи се адутите на нашиот тим. Реал Мадрид МЗТ Скопје во живо од салата Јане Сандански. Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е празник на кошарката. Вечерва Реал Мадрид гостува во Скопје, а МЗТ Скопје ќе испише уште едно големо поглавје во историјата на македонската клубска кошарка. Поглавје на кое без сомнение сите многу често ќе се навраќаме и поглавје кое се надеваме ќе биде досега најславното во остварувањата на македонските клубски достигнувања. Реал Мадрид е во Скопје, клубот со ореол на најтрофеен тим во историјата на меѓународните клубски надпреварувања. Сепак, кошаркарите на МЗТ Скопје очекуваат победа. Може би е преоптимистички, но само да подсетам. Вчера во Скопје гостуваше уште едно реномирано европско име, Скаволини. Много положи оружјето пред нашиот голел работнички. Вечерашниот противник на МЗТ Скопје е големо име и без друго неприкосновен фаворит, но чуда се случуваат, зар не? Една од причините за оваа оптимистичка атмосфера меѓу гледачите, меѓу играчите во клубот и во јавноста е првиот надпревар меѓу овие два тима, меѓу МЗТ Скопје и Реал во Мадрид. Поточно првото полувреме од таа средба во која нашите момчиња беа апсолутно рамноправни, а на моменти подобри од славниот Реал. Затоа, на самиот почеток, еве предлагам и со слика да се подсетиме што се случуваше таму.
е така беше во Реал, а овде во Скопје прекрасна атмосфера. Во моментов околу 1500 гледачи, веруваме дека ќе има и повеќе од 2000, бидејќи постојано салата се полни. Инаку да се вратам повторно на оној надпревар во Реал во Мадрид, со две различни полувремења. Првото во кое МЗТ одигра безпрекорно и второто во кое исплива на површина сите слабости на нашиот тим. Тој надпревар представува едно големо искуство што им помогна на нашите играчи во следните средби, во Мадрид, и искуство кое може многу да им помогне и вечерва. Токму затоа говори и следната изјава на Марк Дин. Just based on the first match, we see they're a pretty good team. We had a chance in the first half. We played a pretty good first half. Имавме шанса во првото полувреме од тој надпревар, кога бевме равноправни, но потоа во вториот дел немавме сили да издржиме и заслужено загубивме. Што се несува до вечерашниот меч, играме дома и самото тоа значи дека ќе влеземе по-опуштени во него. Ќе се обидеме да наметнеме своја игра. Досега оставивме 2 победи пред нашите гледачи, што се многу важни во купот. Мислам дека ќе биде прекрасен овој меч во Скопје. Размислувањата на Марк Дин, оптимистички, како впрочем и сите кошаркари во тимот на МЗТ Скопје. Инаку навивачите, верувам и вие почитувани гледачи покрај малите екрани, со нетрпение го очекуваат стартот на вечерашниот надпревар. Има точно уште 19 минути до неговиот почеток. Навивачите се разбира посакуваат и очекуваат победа, како и секогаш впрочем, но овој пат оптимизмот е повеќе од присутен и кај играчите на МЗТ. А за таа атмосфера меѓу непосредните актери на овој дуел, играчите на МЗТ, го запрашавме се подобриот Слободан Боби Петровски. Знаеме дека Реал е големо име во европската кошарка, но ние однапред нема да се предадеме. Мислам дека ќе смогнеме сили да дадеме максимум од сите играчи и дека ќе извојуваме победа. Кај нив во Реал не игра Арлаукас, што значи дека имаме голема предност, бидејќи ќе бидат ослабени под кошовите, но кај нас Врбица Стефанов исто така е повреден, но мислам дека со повеќе сили од нас и играчите и од публиката која ни е 6 играч, дека ќе извојуваме победа против Реал. И веднаш една информација, Врбица Стефанов е повреден, меѓутоа се наоѓа во составот во оние 10 што се пријавени дека ќе настапат на оваа средба. Значи оптимизам во редовите на МЗТ, сите веруваат дека може да се случи чудо и овде Реал да падне, меѓутоа прашањето е како да се сопре нивниот главен адут, се разбира Дејан Бодирога. Игор Михајловски го гледаме во екраните, заедно со Антони Миневски. Велам, Игор Михајловски беше еден од оние кој што се обиде да го запре на првиот надпревар и ги знае квалитетите, многу добро ги знае квалитетите на гениалниот Дејан Бодирога. Сепак и Игор Михајловски, запрашан како до победа, е оптимист. Што се однесува за Дејан Бодирога, знаеме дека тој е одличен европски кошаркар. Тоа имавме можност да го видиме на првиот надпревар што го игравме во Еврокупот во Мадрид. Јас имав можност да го чувам некое време. Видов дека тој е многу одличен, многу добар кошаркар, има добра техника, брзина, скочност и сите други технички можности. Што се однесува за тој надпревар, Дејан Бодирога, видовме дека тој донесе голем пресрт во играта, бидејќи во првото полувреме знаеме дека имавме нерешен резултат, но во второто полувреме со неговата голема ангажираност тој донесе пресрт во играта и нивна победа. А што се однесува за овој надпревар, мислам дека квалитетите на Дејан Бодирога и тука и да ги покаже во Скопје, мислам дека еден играч нема да реши овој надпревар, а мислам дека за овој надпревар со помош на нашата верна публика и домашен терен ќе успееме да го добиеме. Се разбира и ние се надеваме во тоа.
Еден играч не може да победи сам, но може да го разигра цел тим, а токму тоа домаќините треба да го оневозможат на оваа средба. Го гледаме Дејан Бодирога против МЗТ, 17 поени, 4 скока и 2 асистенции, остварени за 28 минути игра. Дејан Бодирога е без друго гениален кошаркар кој покрај своите 23 години е изворедно искусен. Тоа искуство може би ќе му биде неопходно и вечерва со оглед на атмосферата што се подготвува, гледаме. А со оглед на тоа дека и самиот е од овие балкански простори и самиот е свесен дека нивен голем противник ќе бидат и навивачите на МЗТ. Па да го слушнеме. Вечерва мора да бидеме многу внимателни ако сакаме да победиме со МЗТ. Да добиеме МЗТ, затоа што екипата има квалитет и може да ни изненади. МЗТ има квалитет, може да нас изненади и понавljam да би дошли до победа мора да одиграме максимално добра одбрана и да ги покажеме сите наши квалитети. 100% да искажеме свој квалитет, jer сем што има квалитет. Освен квалитетите, МЗТ има и прекрасна публика. Ќе има одлична атмосфера и поголем мотив да победи еден клуб како што е Реал. Еден клуб како што е Реал Мадрид. Така да мора да се подготвиме на сите изненадувања и на сите притисоци на публиката и од играчите на МЗТ. Знае се, разбира Дејан Бодирога како е да се игра кога 2000 души на секој начин се обидуваат да те оневозможат во она што сакаш да го направиш. Така е тоа кај нас, а и така треба да биде, нели? Дејан Бодирога на оваа средба, да се задржам уште малку на него, најверојатно ќе се обиде да го надомести отсуството на Џо Арлаукас под кошот. Џо Арлаукас се жалеше на повреда на петата. Помалку сомнително, според зборовите на Желко Обрадовиќ, според него, според Обрадовиќ, тоа не е повреда која што еден таков професионалец би требала да го одвои од теренот на еден вака важен надпревар од Еврокупот, меѓутоа сепак Џо Арлаукас вечерва го нема. Треба, реков, да го замени Дејан Бодирога, тоа нема да му биде тешко со оглед на височината, 204 сантиметри и безпрекорната техника што ја има, но според неговите зборови, зборовите на Бодирога, негово природно место во тимот е бековската линија. Доколку Обрадовиќ се реши да го пресели под кошот, во рекетот тогаш товарот ќе падне на искусниот Антунес. Според изјавата на Хозе Антунес, тој е наполно подготвен за предизвикот и задачите што стојат пред него. Знаеме дека надпреварот ќе биде тежок, бидејќи МЗТ Скопје е сосем поинаков тим кој игра дома. Многу ќе трчаат, ќе шутираат за тројки. Мислам дека клучна ќе биде контролата на топката и играта. Ние мора да играме многу мудро. Бодирога ќе биде наш најголем адут, бидејќи Арлаукас остана во Мадрид. Бодирога досега прикажа одлични игри на досегашните мечеви и нема да биде проблем да не биде така и на оваа средба. Така размислува плеймейкерот на Реал Мадрид, стандардниот репрезентативец на Шпанија, кошаркарот кој што вечерва ќе настапи со број 9, Хозе Мигуел Антунес. Има 180 сантиметри, 29 годишен, велам многу искусен и квалитетен кошаркар. Го видовме за момент тренерот на Реал Мадрид, Желко Обрадовиќ, на спротивната страна Александар Књазев, кој што одлично го водеше тимот на МЗТ во досегашните надпревари од Купот на Европа. Судии на овој надпревар ги гледаме на екраните, се како главен, како прв бугаринот Стефан Станчев од Софија и втор судија Јон Олару од Букурешт, од Романија. Делегат на оваа средба е Миодраг Стефановиќ, истиот оној кој што беше делегат и на вчерашната средба меѓу Скаволини и Годел Работнички, на која нашиот шампион излезе како победник. Малку за составот на Реал Мадрид го гледаме Дејан Бодирога на клупата до својот тренер
апсолутна концентрација, нему му е сосем јасно дека во услови кога Џо Арлаукас не игра, дека е тој оној кој што треба да го води тимот на Реал. Врз него паѓа товарот на одговорноста. МЗТ Скопје, реков, имаше проблеми Александар Књазев при составувањето на денешните 11-мина. 4 дена поред Врбица Стефанов едноставно не можеше да тренира. Се работи за една многу незгодна повреда на коленото, меѓутоа еве денеска прими блокажа, инекција, ги стекна забите и веруваме ќе даде полн придонес во играта на МЗТ Скопје. Во такви услови од тимот мораше да испадне Борис Нешовиќ. Веруваме доколку и тој беше во тимот ќе дадеше се од себе, бидејќи се работи за голем противник, за едно големо име на европската и светската кошарка. Реал Мадрид во своите 58 години постоење има освоено, верували или не, 61 титула, од кои 8 пати бил и првак на Европа. Но на овие бројки ќе се вратиме дополнително. Еве, забележувам, влегуваме во последните 10 минути пред почетокот на надпреварот, па еве сега предлагам да одиме со еден избор на топ 10 потези на кошаркарите на МЗТ од надпреварите од досегашните 5 кола на Еврокупот. Топ 10 потези во избор на А1 телевизија. Књазев е сам. Сепак има време, уште цели 20 секунди за овој напад. Књазев био од огромна далечина. Браво Књазев! Браво Књазев! Шелеп и грешка на Кенеди. Сега Сивич, прекрасна блокада. И сега си поигрува со Кенеди. Мајк Норе задолжен за Блажевски. Убав потек на Блажевски и прекрасни поени. Од соло акција. Куртович го има Врбица Стефанов. Вајца се на таа страна, кошаркари на МЗТ. Куртович, да! Неа ни очекуваше и еве го под кошот Дин. Кошот важи. Стефанов, Весна Стефанов, да! Врбица Стефанов. Да видиме Нор со забивање. Не, излезе топката од обрачот. 6 секунди. Нова шанса за МЗТ. Удар за 3, прецизен. Прецизен Перо Блажевски по истекот на последната секунда. Каков надпревар, каква драма. Ете тоа беа 10 најубави потези, велам, по избор на еден телевизија, зачинети со она прекрасно додавање на Дејан Бодирога до Арлаукас и контранападот кој што заврши со забивање на американецот. Тука е и Благоја Ѓоргиевски, нормално нема да пропушти една ваква шанса, да гледа еден ваков надпревар, да го гледа Реал Мадрид во живо. Го гледаме и Мајкл Смит, со своите 33 години, едно огромно искуство е зад него, беше кошаркар и на Малага и на Хувентуд, заедно со Хувентуд и со Обрадович 93-та година во Тел Авив го освои и Европското клубско првенство. Велам, има доволно искуство во редовите на Реал Мадрид. На спротивната страна, младиот и полетен тим на МЗТ Скопје, навистина сите очекуваме еден прекрасен надпревар и да се надеваме дека уште еднаш ќе повторам, ќе се случи чудо. Кралскиот клуб Реал Мадрид ќе го положи оружјето овде во салата Јане Сандерс. Сега веќе близу 2000 гледачи, убава атмосфера се подготвува, ќе биде ова прекрасна кошаркарска представа. Врбица Стефанов
За спомен со навивачите на МЗТ, велам, имаше голем проблем Стефанов со коленото. Меѓутоа се реши да настапи на оваа средба и да помогне колку е тоа во неговата моќ. Сега судијата, главниот судија Стефан Станчев ги повика играчите на двата тима да се повлечат на клупата и го очекуваме моментот на најавата на двата тима, на кошаркарите на двата тима. Се разбира, првиот ќе биде представен тимот на Реал Мадрид. Голема поддршка за МЗТ Скопје. Да ги слушнеме и кошаркарите на Реал Мадрид. Со број 4 се разбира Дејан Бодирога. Со број 5 Алберто Ангујо. Со број 6 Лоренцо Санц. Со број 7 Пабло Ласу. Со број 8 Нунес. Со број 9 Антунес. Со број 11 Сантос. 12 е Хуан Антонио Моралес. 14 Хуан Антонио Оренга и 15 натурализираниот шпанец, инаку американец Майкл Смит. Аплаузи и за Жејко Обрадовиќ, во моментов би рекол најдобриот тренер на европскиот континент. А сега да ги слушнеме десетнината на МЗТ Скопје. Врбица Стефанов. Потоа Мирза Куртовиќ. Тони Симич, уште еден од љубимците на навивачите овде во Јане Сантански. Слободан Боби Петровски. Игор Михајловски. Дејан Димов. Марк Дин, Антони Миневски, Перо Блашевски и на крајот Ѓорги Књазев. Тренер на нашиот состав Александар Књазев, негов помошник е Саша Димитриевиќ. Сите услови постојат за еден избореден кошаркарски надпревар, а каков може и да биде кога на теренот се наоѓа еден ваков тим како Реал Мадрид. И сега ќе има уште 3 минути загревање, шутирање на двата коша, па еве предлагам да ги видиме резултатите од ова шесто коло од С групата во рамките на Еврокупот. Match is on A1. Значи ги видовме резултатите. Хапоел Галил успеа да победи на домашен терен. За прв пат Хапоел Галил на домашен терен против Ратио Парм од Улум. Една тесна победа. 90-87. Бенфика во Лисабон ја совлада Плама од Плевен со цели 30 поени разлика. 95-65. Со оваа победа Бенфика изби на првото место со 11 бодови. На второто е Реал со 9, меѓутоа и надпревар помалку токму овој вечерашниот со екипата на МЗТ Скопје. И Плама има 9 поени. Улм е четврти со 8, МЗТ Скопје пети со 7 и надпревар помалку. И Хапоел на последното место со 7 бодови. Доколку забележи победа вечерва МЗТ Скопје, ќе дојде на делба од второто до четвртото место со по 9 поени, заедно со Реал и Плама. Со победа Реал Мадрид избива на првото место. А екипата на МЗТ Скопје ќе го дели четвртото со тимот на Ратио Парм од Улм. И сега истекуваат последните секунди, поточно
Уште една минута до почетокот на надпреварот, последни совети за играчите, а ние ги очекуваме стартните петорки на двата тима. Мирза Куртович го гледаме. Имаше неколку блескави партии, одигра изборедно во Плевен против тимот на Плама, беше одличен и против Улм, овде во салата Јане Сандански. Уште еднаш да ги споменеме и судиите, значи Стефан Станчев од Бугарија, инаку е од Софија, тој е прв судија на надпреварот, и втор Јон Олару од Букурешт, романецот Јон Олару. Делегат на оваа средба Миодраг Стефановиќ од Белград. Слободан Боби Петровски на клупата. Ја забележувам и првата петорка на тимот на МЗТ Скопје: Тони Симич, Ѓорги Књазев, Врбица Стефанов, Перо Блажевски и Марк Дин. Значи стандардната петорка за екипата на Реал. Обрадовиќ се решава на паркетот на самиот почеток да ги испрати Майкл Смит, Хозе Антунес, Алберто Ангујо, Хуан Антонио Моралес и Дејан Бодирога. И уште на самиот почеток голема поддршка за МЗТ. Да видиме што ќе донесат првите воветни моменти од овој надпревар. За првиот напад се борат Симич и Моралес. Првиот напад за гостите од Реал, така беше и против Улм, така беше и против Хапуел. Да биде така и на крајот со победа на МЗТ Скопје. Моралес, Ангујо, Антунес, уште еднаш Ангујо, крај него е Врбица Стефанов, Дејан Бодирога прв допир со топката, Перо Блажевски е до него, Бодирога прекрасно до Моралес и не му е тешко на Моралес да поентира. Прекрасен потек на Дејан Бодирога. Изборедно додавање и првоводство на Реал Мадрид. Блажевски со топката, крај него Майкл Смит, сега Врбица Стефанов, до него е Антунес. Дин од многу тешка ситуација не успева да погоди и убав скок на Майкл Смит. Бодирога, контранапад, Бодирога оди до крај, не успеа да погоди. Уште еднаш Бодирога и запрена играта. Лична грешка на Тони Симич. Лична грешка на Тони Симич. Ги има топка од страна, фаулиране Дејан Бодирога. Не би било добро ако проработи контранападот на кошаркарите на Реал. Се сеќавате, го гледавме тој надпревар на еден телевизија. Во Мадрид Реал изведуваше контранапади дури и по примен кош. Еве ги првите поени, првиот кош за Дејан Бодирога. 3:0, 4:0. На самиот почеток се уште чекаме на првите поени на МЗТ Скопје. Измина една минута од надпреварот. Тони Симич е со топката. Симич се обидува, шут на Симич, непрецизен. Ангујо. Крај него е Ѓорги Књазев, Ангујо, Антунес. Мирен напад за Реал, Ангујо уште еднаш, Моралес, Ангујо, се ослободува Антунес, добива топка Бодирога. Прекрасно додавање, дури и Моралес беше изненаден. Помалку комична ситуација, не успеа да прочита каде ќе оди оваа топка Моралес. И запрена е играта, прва лична грешка над Врбица Стефанов, прекршокот го направи Антунес, Хозе Мигел Антунес. И натаму продолжува оваа убава атмосфера, поддршка за МЗТ Скопје. Блажевски изблокиран, борба под кошот и Бодирога. Уште еден контранапад, Бодирога. Стига на време тамо Врбица Стефанов, Ангујо бие за тројка, има одлична рака, не успеа да погоди. Смит и 6:0. Майкл Смит, први поени за него. И еве една убава серија на самиот почеток на гостите од Мадрид, 6:0. Блажевски, Стефанов, Антунес го попречува, Стефанов, убаво до Симич, Симич, Дин добива топка, удвоене, Дин против Бодирога, изблокиран, не, судијата вели лична грешка на Хуан Антонио Моралес. И еве сега можност за Марк Дин од линијата за слободни фрлања.
да ги постигне првите поени за МЗТ Скопје. Измина 2 минути и 15 секунди од надпреварот. Еве ги видовме бројките зад името на Марктин, бројките што го означува неговиот учинок на првиот надпревар. 6:1. Марктин во вториот обид непрецизен, меѓутоа Блажевски изворедно борбениот Блажевски против далеку повисокиот Моралес, има 211 сантиметри и 6:3. Овие поени ќе му ги запишеме на Блажевски. Антунес, топка за Бодирога, стига на време Блажевски, сега Ангујо на спротивната страна, да видиме. Бодирога, влез на Бодирога, преку Симич, прецизен. 4 поен, Дејан Бодирога, 8:3. Првица Стефанов. Мината му Стефанов. Надвор кон Књазев, од огромна далечина Књазев, нема тројка. Скок на Моралес. Се чини дека ова не беше баш изградена ситуација за шут. Останува 8:3. Бодирога. Убав дриблинг на Бодирога, Ангујо има чиста ситуација. Скок на Бодирога. Од самиот почеток прави се во тимот на Реал. Ова се чекори. Така е, забележа судијата, нема збор. Многу очигледно, чекори на Дејан Бодирога, сега Врбица Стефанов оди кон кошот. Не успеа да го проигра Марктин. Останува МЗТ во напад. 25 секунди за овој напад на домакините. Књазев. Крај него Ангујо. Стефанов. Антунес го чува на самиот почеток. Стефанов. Блажевски. Књазев. Симич. Време е да се тркне на шут. Стефанов за тројка, непрецизен. Дин се бори под кошот, да видиме. Топка за МЗТ. Браво Дин. Со борбеност треба да се надомести. Да се надоместат промашувањата. Борба за секоја топка. Тоа е клучот за успешен резултат во оваа средба. Књазев. Многу обиди на домашните кошаркари. Без некој висок процент на прецизност. Бодирога е под кошот, тројца кошаркари, уште едно прекрасно додавање. Моралес, лична грешка на Симич. Како само ги додава овие топки Бодирога, каде наоѓа само простор и пат, прекрасно го прави тоа, навистина е убаво да се гледа таа негова игра. На линијата за слободни фрлања, 211 сантиметри високиот Хуан Антонио Моралес. Негов трети поен, 9:3 е резултатот, замислено лицето на Александар Књазев. Мора да проработи шутот, има многу обиди кошаркарите на МЗТ. Четврти поен на Моралес, израмнува со Дејан Бодирога и 7 поени предност за гостите од Мадрид. Блажевски. Убаво Стефанов се ослободи, прекрасен потек. All-star потек на Врбица Стефанов и ги бележи своите први поени. 10:5 е резултатот. Моралес под кошот, вади надвор до Бодирога, чиста позиција, Кусо. Блажевски. Добро е. Ајде сега 4 поени поред, добро ќе ни дојдат, да видиме. Дин, саме Књазев. Убаво до Блажевски. Уште еднаш Блажевски навлез и него посака топката, штета. Контра на Реал, Ангујо оди кон кошот, убаво до Бодирога. Прекрасна блокада, Тони Симич. Уште еднаш поените ќе важат и лична грешка. Тони Симич, негова трета лична грешка. И ова е опасно за тимот на МЗТ. Единствениот во тимот на МЗТ кој што со височина може да се носи со Моралес. И веднаш еве замена. Реагира Александар Књазев, од игра мора да излезе Тони Симич, на негово место Игор Михајловски. Меѓутоа честитки за Тони Симич, каква прекрасна блокада, банана му додели на Дејан Бодирога. За жал мора да ја напушти играта еве во 5-та минута од надпреварот. Бодирога 6 поени за сега, 12:5. Прецизен и во дополнителното.
убедливо, најпрецизен во досегашниот тек од надпреварот со 7 поени, резултатот 13:5. 8 коша разлика и предност за гостите од Мадрид. Стефанов. Књазев. Блажевски излегува, добива топка. Стефанов оди на влез, лична грешка на Антунес. Не се согласува Антунес со ова одлука на судијата, меѓутоа ова без друго беше прекршок. Впрочем, Врбица Стефанов и на првиот надпревар во Мадрид беше нерешлив проблем за Антунес. Единствениот кој што успеа на одреден начин да го задржи беше Исмаил Сантос. Стефанов, прекрасно Стефанов. Четврти поен на Врбица Стефанов, 13:7, водство за гостите. Антунес. Уште Антунес. Ангујо, топка бара Моралес. Ангујо бие и скок на Игор Михајловски. Сега добро поставена одбрана на МЗД. Тин. Блажевски. Уште еднаш Блажевски. Књазев, време е за тројка. Нема коштета. Убаво изблокира Смит и топката лесно дојде до него. Антунес, води рога. 9 поен за него. Одлично функционираат овие контранапади и полуконтри на гостите. Повторно 8 поени предност за Реал, 15:7. Изминаа 6 минути од надпреварот. Стефанов уште еднаш. Стефанов не успева да положи. Моралес ја прибра оваа топка. Лична грешка на Ѓорги Књазев. Тактички прекршок не дозволи да се развие контранападот на гостинскиот тим. 15:7, го гледаме Ѓорги Књазев, и натаму без поени. Сите посакуваме да проработи неговиот шут од далечина, оној шут за 3 поени. Смит против Дин, Смит бие, погодува. Мајкл Смит, четврти поен, 17:7, веќе убедлива висока предност за Реал Мадрид. 10 поени. Стефанов до Дин, Дин е одлично чуван, уште една лична грешка. Не се согласува Моралес и тоа е причината за ова испиркување на неговата реакција. Загрижено лицето на Александар Књазев, 17:7 е резултатот. Мартин за сега само еден поен, еве можност да го зголеми своето салдо. Второ негово промашување од линијата за слободни фрлања. Поддршка од трибините. Повторно непрецизен штета. Антунес. Води рога. Ангујо. И натаму Ангујо. Антунес. Уште 10 секунди за овој напад на Реал. Топка за Моралес. Не успеа да погоди второ обид. Уште еднаш Моралес и овој пат прецизен. Доминираат кошаркарите на Реал, подобрачите. 6 поен. Невообичаено прецизен, ефикасен. Моралес. 19:7. Књазев. Михајловски. Надвор кон Блажевски, обица тројка и еве најпоследна тројка. Перо Блажевски, пети негов поен. 19:10. Веднаш се буди публиката. Антунес. Лична грешка на Књазев, не би се согласил со оваа одлука на судиите. Престрого би рекол, меѓутоа прекршокот е веќе досуден. Играта ја напушта токму Ѓорги Књазев, на негово место Мирза Куртович. Еве замена и во редовите на Реал, да видиме само дали ќе биде дозволена. Во игра треба да влезе Оренга. Антунес. Моралес. Блажевски до него, доаѓа до кошот Моралес и многу лесно
Многу лесно, 211 сантиметри има Моралес, 198 Перо Блажевски. Цели 12 сантиметри разлика. Стефанов. Уште една Стефанов. Сега ќе оди на влез. Не е удар за тројка на Стефанов Кусо. И Смит му побречи на Моралес. Нов напад за МЗТ. Куртович. Да видиме сега каква промена ќе донесе тој во играта на МЗТ. Грешка на Куртович. Убаво во одбраната Ангујо. И лична грешка на Мирза Куртович. 21 спрема 10 е резултатот, 11 минути и 19 секунди до крајот на првото полувреме. 6 лични грешки на домашните кошаркари, 4 за екипата на Реал. Во меѓувреме Оренга влезе во игра. Антунјес кружи покрај рекетот, најпосле до Ангујо, удар на Ангујо и скок на Дин. Убав дриблинг на Куртович, Стефанов ќе оди до крај и прецизен. Шести поен на Врбица Стефанов, 21-12. Нова замена подготвува Желјко Обрадович, во игра треба да влезе Исмаил Сантос, очигледно да го чува Врбица Стефанов. Тоа го правеше и на првиот надпревар. Антунјес. И натаму Антунјес. Ова се 3 секунди, ако не се лажам, меѓутоа задоцнија судиите, а каснува Антунјес. Први поени за него. 23 спрема 12. Стефанов. Куртович. Куртович изнуди лична грешка. Одличен потек. Мудро решение на Мирза Куртович. Едноставно изнуди лична грешка од Алберто Ангујо, а сега Ангујо повлечен од игра, на негово место со број 11 Исмаел Сантос. Прекрасна атмосфера, веќе 2000 гледачи, можеби нешто повеќе во салата Јане Сандански. Куртович непрецизен во првиот обид, на вистина штета, многу слободни фрлања промашија во овие 10 минути од играта во првото полувреме. Еве ги првите поени за Куртович, резултатот 23 спрема 13. Сантос. Топка до Бодирога, крај него Игор Михајловски. Убав дриблинг на Бодирога. Прекрасно Бодирога и Оренга не очекуваше додавање. Смит. И каде виде сега овде судијата лична грешка, јас не сум уведен дека имаше. Убаво од позадина дојде Игор Михајловски да удвои, да изблокира. Перо Блажевски воопшто не реагираше, меѓутоа личната му е досудена на Игор Михајловски. Две слободни фрлања за Мајкл Смит. Прецизен е Смит, тој не ги пропушта овие шанси од оваа позиција. Пети негов поен. И еве го првото промашување на кошаркарите на Реал, редно беше. Стефанов. Блажевски. Куртович. Сантос е до него. Блажевски, Дин бара топка, не ја добива. Блажевски бие за тројка, Блажевски погодува. Браво, Перица Блажевски, токму на време. Две тројки за него, 8 поен. Се израмнува со Моралес, 9 има Бодирога, а резултатот 24-16. Смит е за тројка, изблокиран од Дин. Еве контранапад, Дин под кошот, атрактивно. Прекрасен контранапад и сега само 6 поени предност за екипата на Реал. Дин ја запали публиката, трети него поен, 24-18. Обрадович подготвува замена. Бодирога под кошот. Михајловски до него, да видиме, Чекори, така е. Реагира Обрадович. Се буни Дејан Бодирога. Меѓутоа,
Ова беа чекори. Еве сега закана дека ќе заработи и техничка грешка Желко Обрадовиќ во разговор со судијата Јон Олару од Романија. 24-18. Еве можност да се намали оваа предност на Реал. Во моментов изнесува 6 поени. Блажевски оди на влез. Блажевски прекрасно расположен за игра. Ова е добро. 10 поен за него. Ке има и дополнително слободно фрлање и Желко Обрадовиќ бара тајмаут. Разбирливо. Неговата предност изнесуваше и цели 11 поени. Во овие моменти само 4. 24-20, а Перо Блажевски ќе застане на линијата за слободни фрлања. Само честитки за оваа атмосфера во салата Јане Сандански. Навистина е прекрасно да се види, да се слуша сето ова. Коректно навивање, огромна поддршка за домашните навивачи. Гледаме статистика. За 3 поени МЗТ, 2 од 6 обиди, 33%, меѓутоа Реал, гледате, 2 обида за тројка, ниту еднаш прецизни. Единствено во ударите за слободни фрлања. Кошаркарите на Реал од Мадрид имаат предност и токму тука ми се чини и лежи тајната на овие 4 поени предност за гостите од Мадрид. Значи, очекуваме дополнително слободно фрлање за Перица Блажевски. Поддршка и за него. Одлично игра во овие 11,5 минути. За сега 10 поени. Ќе почекаме на 11-тиот. 24-20. Антунес, Хозе Мигел Антунес. Бодирога, недоразбирање со Исмаил Сантос. Пребрзо го додаде ова Дејан Бодирога. Стефанов одземена му е топката, зарем немаше овде лична грешка. Контранапад Бодирога. Убава реализација, елегантно. Положување и 11 поени за него. 26-20. На брзина некако Врбица Стефанов ја загуби да топка. Куртовиќ има проблеми. Стефанов, Михајловски. Удар на Михајловски, пресилно. Оренга, кому? На Перо Блажевски. Да видиме. Куртовиќ, добро е. Треба да се смири играта. Дин. Против Оренга. Дин. Оди на влез. Дин од тешка позиција, непрецизен. Немаше овде позиција за шут. Убаво Блажевски. Одлично Блажевски. И сега Дин е сам под кошот. Да видиме. Ерупција на одушевување и прекрасно забивање на Марк Дин. Пети негов кош. Резултатот 26-22. Обрадовиќ реагира во игра, ќе го уфрли Моралес. Бодирога. Сантос. Ангујо. Крај него е Куртовиќ. Да видиме. Оренга. Оренга оди насила под кошот со хорок удар. Го посака топката. Го посака топката и први поени за Оренга. 28-22. И Књазев подготвува замена. Да видиме сега Стефанов. Убаво до Михајловски. Михајловски одлично решение. Први поени за него. 28-24. Ангујо. И уште еднаш Перо Блажевски одлично предвиде каде ќе оди таа топка. Мартин и лична грешка на Бодирога. Уште еднаш ерупција одушевување. Лутница во Јане Сандански. Само 2 поени предност за Реал. 28-26. Слушнете само каква атмосфера. Фестивалска атмосфера во салата Јане Сандански. Сите посакувавме таква да биде. Само уште резултатот да е поволен. Марк Дин, прецизен овој пат.
Осми негов кош, само поен предност за Реал. 28-27. Во игра е и Пабло Ласо, искусниот Ласо на плеймейкерска позиција. Моралес, Ангујо на спротивната страна. Оренга бара топка, ја добива. Во овие моменти Реал без Бодирога во игра. Моралес против Дин. И лична грешка. Простете, тоа не беше Моралес, туку Оренга. Прекршокот му е досуден на Марк Дин. И сега Александар Књазев бара тајмаут. Тони, круна на најдобриот квалитет. Конкуренцијата на пазарот наложува совршена опрема, Биринг Канон. Изборот е голем. Фотокопир апарати, телефакси, принтери, компјутери, потрочни материјали, резервни делови. Фотокопираме во боја до А1 формат. За совршена фотокопија, Биринг Канон. Хелманс мајонез морате да пробате. Нешто помалку од 6 минути до крајот на првото полувреме, точно 5 минути и 57 секунди. Многу убав, многу интересен надпревар гледаме до сега. Реал води 28-27, а во одредени моменти на самиот почеток имаше и цели 11 поени предност. Оренга погодува. Трети негов поен, 29-27. Уште еднаш Хуан Антонио Оренга. Два пати прецизен. 3 поени предност за екипата на Реал. Куртович е со топката, Врбица Стефанов. Врбица Стефанов, сега за него задолжен Ласо. Беше многу индиферентен Ласо на првиот надпревар. Еве сега Врбица Стефанов казнува. Ласо едноставно не може да го чува нашиот Врбица Врба Стефанов. Повторно поен предност за Реал, 30-29. Ангујо. Одлично во одбраната МЗТ во овие моменти. Оренга оди на сила повторно. Знае да ја користи оваа своја маса. Оренга има 206 сантиметри, 30 годишен. Оренга има 118 килограми. Куртович е фаулиран. Дали Куртович или пак Марк Дин, во секој случај прекршокот му е досуден на Исмаил Сантос. Сепак лична грешка над Мирза Куртович. Куртович до сега 1 поен со 50% успех од линијата за слободни фрлања. Да видиме овој пат. Не зборам ништо, да не го урочам пред ова второ слободно фрлање. Добро е. 32-31. Не попушта МЗТ. Ласо. И натаму Ласо. Моралес испрлен од рекетот. Топка за Исмаил Сантос. Крај него е Дејан Димов. За прв пат настап во еден надпревар од Еврокупот. Ангујо сгреши. Куртович краде. Го има Врбица Стефанов. Стефанов оди. Не успеа да погоди, меѓутоа имаше и лична грешка над него. И имаше лична грешка на Стефанов. Ангујо до Ласо. На спротивната страна Исмаил Сантос. Минува покрај Димов. Сантос, да видиме дали ќе важи кошот. Да, кошот важи, меѓутоа има и лична грешка во напад. Дејан Бодирога се враќа во игра. Лична грешка, реков, му е досудена на Исмаил Сантос во напад. Резултатот 34-31. Има две слободни фрлања за Врбица Стефанов. До овој момент Врбица Стефанов 8 коша. Слабо им одат слободните фрлања на нашите кошаркари во ова прво полувреме. Многу значајно е да се погоди од ваква ситуација. Еве го деветиот поен за Стефанов. 34-32. Не ја испушта предноста Реал. 4 минути и 15 секунди до крајот на првото полувреме. Ласо оди сам.
Убаво до Моралес. Поени на Моралес. Многу проблеми имаат домашните кошаркари со височината на Хуан Антонио Моралес. Стефанов. Одличен влез на Стефанов, така е. 11 поен. Храбро преку Моралес, 36-34. Оренга. Моралес назад кон Пабло Ласо. 20 секунди за овој напад. Не брза Реал. Дејан Димов е задолжен за Бодирога. Еве го под кошот и лична грешка на Дејан Димов. Одлично решение во овој напад на гостинските кошаркари. Веднаш забележаа дека има разлика во сантиметри меѓу Дејан Бодирога и Дејан Димов. Се одигра преку Бодирога под кошот на сигурна реализација, а Димов фаулираше и добро што направи така. Еве го резултатот на тој прекршок, нема 2 поени, евентуално 1, бидејќи Бодирога првото го промаши. Уште еднаш 12 поен на Бодирога, најпрецизен во овие моменти на надпреварот. 37-34. Куртович за тројка. Дин. Лична грешка на Дин. Не. Да видиме. Така е, на Дин. Беше тоа забележливо, сепак се понадевавме дека прекршокот ќе му биде досуден на Оренга. Имаше таму буткање, можеби и обострано, меѓутоа судиите се решија да му досудат на Дин прекршок во напад. 12-ката Дин, ова е негова втора лична грешка. Оренга застанува на линијата за слободни фрлања. Седми поен за него. Јасно е каде е силината на Реал, подобрачите, посебно затоа што и Бодирога игра на таа позиција, тука некаде околу кошот. 2 пати прецизен Оренга, 8 поени за него, 39-34. Сега 5 кошеви предност за гостите. Точно 3 минути и 5 секунди до крајот. Овој пат повторно во дуел Оренга и Дин, сега прекршок на шпанскиот кошаркар. Замена во редовите на МЗТ. Играта ја напушта Дејан Димов, на негово место Перо Блажевски. Перо Блажевски одигра одлично и ми се чини го донесе оној пресврт од оние 11 поени предност за Реал, а да се дојде на само поен. Никако овие слободни фрлања да не завршуваат тамо каде што им е местото. Ајде да видиме во вториот обид. Марк Дин повторно и уште еднаш ке шутира Марк Дин. Дејан Бодирога пред време влезе во рекетот, го забележаа тоа судиите. Третот. 3 пати поред промашува. 3 минути до крајот. Бодирога. Ласо и одлично Перо Блажевски во одбраната. Одлично го игра овој надпревар. Еве го во удар за тројка Блажевски, прецизен. Перо Блажевски. 13 негов поен, трета тројка. Само 2 поени разлика и предност за Реал Мадрид. Ласо до Бодирога. Михајловски добро го чува. Сантос запре на играта, лична грешка во напад. Еве можност да се израмни резултатот. Прекршок на Дејан Бодирога. Втора негова лична грешка. Нова замена сега во екипата на МЗТ Скопје. Излегува Врбица Стефанов. Велам, повреден го игра овој надпревар, има големи проблеми со коленото. Игра под инекција, меѓутоа во првото полувреме со 11 поени дава полн придонес на овој одличен надпревар и на ова изворедна игра на МЗТ во овие први 18 минути. Куртович.
Блажевски излегува надвор, добива топка, сега Бодирога е до него. Књазев, Куртовиќ, Блажевски. И натаму Блажевски, Михајловски, удар на Михајловски непрецизен, меѓутоа Блажевски испрла топката, да видиме, Бодирога. Надвор кон Ласо, уште еднаш Бодирога, удвоене. На спротивната страна Исмаил Сантос за момент беше сам и прави чекори. Прави чекори Исмаил Сантос. Нерешителен дали да упати удар за тројка и на крајот сгреши. Нова шанса за МЗТ Скопје да го изравни резултатот. Евентуално со тројка да дојдеме во водство. 104 секунди до крајот на првото полувреме. Мирен напад на МЗТ го води Ѓорги Књазев. Потребен е и неговиот шут од далечина. Куртовиќ, одличен дриблинг на Куртовиќ. Прекрасно решение, не успеа да погоди. Михајловски, обид на Михајловски, Дин под кошот, голема борба. Кошот важи. Десети поен на Марк Дин. Резултатот изравнет и редно е да погоди едно слободно фрлање. Нашиот американец Марк Дин и МЗТ Скопје за прв пат на овој надпревар да дојде во водство. Ајде да видиме, Марк Дин. 40-39 за МЗТ Скопје. Водство на МЗТ Скопје. Минута и 15 секунди до крајот. Пабло Ласо. Моралес испрлен од рекетот. Исмаил Сантос, крај него е Ѓорги Књазев и лична грешка на Марк Дин. Престрога одлука. Престрога одлука на судијата Стефан Станчев. Повторно е направен прекршок на Торенга, меѓутоа она што загрижува е третата лична грешка на Марк Дин. 3 лични грешки има и Тони Симич. 2 слободни фрлања за Хуан Антонио Оренга. Не промашува Оренга, 9-ти негов поен. Резултатот изравнет. Двата тима по 40 поени. Водство на Реал. Књазев во напад. Блажевски и натаму. И сега романецот Олару вели чекори од Перо Блажевски. Тайм-аут за Желјко Обрадовиќ. Простете, за Александар Књазев. Резултатот 41-40. Водство на Реал Мадрид на 54 секунди до крајот на првото полувреме. Да ги видиме сега бројките и статистиката. МЗТ Скопје од линијата за слободни фрлања. Време на моќни. Мечос пица ресторант. Современ гастрономски концепт. Сникерс, кога сте навистина гладни, свежи печени кикиритки, карамел и чоколадо, полн со кикиритки, Сникерс е вистинско задоволство. Шардоне, квалитет преточен во задоволство. Повардарие. Се враќаме назад во салата. Јане Сандански, 40 секунди до крајот на првото полувреме. Бодирога е во напад, крај него е Игор Михајловски. Бодирога. Уште еднаш Бодирога, удвоен, Куртовиќ доаѓа на помош, да видиме Бодирога, лична грешка во напад, очигледно беше ова, а уште еднаш ке кажам, Игор Михајловски е цар за вакви ситуации, како само знае да се подмести, да падне, и уште еднаш ке кажам, свирчето на судиите само се јавува.
повторно МЗТ во ситуација да дојде во водство. 41 спрема 40. 25 секунди, треба да се одигра еден мирен, долг напад. Александар Књазев најавува замена, меѓутоа не му е дозволена. Требаше во игра да влезе Врбица Стефанов. Значи еден мирен, долг напад и потребна е реализација за МЗТ Скопје првото полувреме да го заврши во позитива. Да видиме. Блажевски. Књазев. 6 секунди до крајот. Књазев. Блажевски мора да се шутира. Блажевски не од таа ситуација не можеше да се погоди и завршуваат првите 20 минути. Аплаузи за двата тима. Прекрасна кошаркарска представа. Одлична игра, ефикасна, атрактивна. А Реал по првите 20 минути води со 41 спрема 40. Ќе се слушнеме повторно на стартот од второто полувреме. Второто полувреме домаќините продолжуваат со промашувања од линијата за слободни фрлања. Овој пат Стефанов еднаш прецизен од два обиди и резултатот изравнет. Во напад Реал. Пабло Ласо, Майк Смит, Исмел Сантос, Оренга и Моралес. Тоа е петорката на Реал. Смит бие за тројка и погодува. Майкл Смит. Ова, интересно е, прва тројка за Реал, негов 8 поен и 44 спрема 41. Куртович, Стефанов, Симич, Блажевски и Дин. Петорката на МЗТ Скопје. Стефанов се мести за влез, сепак додавање до Дин. Дин против Оренга, доаѓа и Моралес на помош. Дин, Кусо. Да видиме, Оренга ја прифати топката. Смит, имаше овде чекори. Сантос, уште една Смит, Ласо и сега зонска одбрана на МЗТ. Да видиме каков резултат ќе донесе. Оренга со хорок удар од табла, нема кош, да видиме, топка за МЗТ. Сите вакви обиди на Хуан Антонио Оренга во првото полувреме завршија со кош. Еве во второто, во својот прв обид, непрецизен. И добро е што е така. 44-41 водство на Реал. Блажевски е со топката. Симич бараше топка. Стефанов. Блажевски е сам. Стефанов. Стефанов. Влез на Стефанов. Симич, чиста позиција. Непрецизен. Оренга скок. Ласо. Контранапад. Сантос оди на кош. Поените ќе важат и лична грешка на Перо Блажевски. 46-41. Ова е само прва лична грешка на Перо Блажевски. Дополнително слободно фрлање за Исмаел Сантос. 4 поени за сега. Еве го и петиот. 6 поени предност за Реал. Куртович. Обид за 3 поени, прецизен. Браво Мирза, убава тројка. Реал враќа, да видиме. Ласо. Нема кому, сепак до Смит. Моралес е под кошот и Симич уште еднаш силовито. Каква банана на Тони Симич. Да видиме сега дали ќе биде тоа наградено со кош. Блажевски преку Моралес, непрецизен. Уго крена шутот Моралес, високиот Моралес, доволно за да биде непрецизен Перо Блажевски. Сантос, Моралес, повторно Симич со скок не дозволи. Куртович, Куртович оди сам. Така е, браво Мирза. 8 поен за него. 47-46. Само поен предност за Реал.
Сантос. Смит. Надвор кон Сантос. Мината музонска одбрана на МЗТ Скопје. Стигнува одбраната секаде, да видиме 3 секунди, така е. 3 секунди. Дали следуваат минути за МЗТ? Одбраната е клучот на се. Во овие моменти функционира. 47-46 и натаму е Реал во водство. И сега забележувате Исмаил Сантос едноставно не се одвојува од Врбица Стефанов. Еве го Стефанов. Блажевски. Куртович. Симич со топка. Симич наближува одсвртување удар. Нема кош, да видиме Дин борба и Смит ја прифати топката. Ласо. Моралес. Тешко оди покрај Симич. Оренга му ја зеде топката на Блажевски и казнува. Први поени на Оренга во второто полувреме. 49-46. Голема борба се води на самиот почеток од второто полувреме. Изминаа 4 минути од второто полувреме. Блажевски. Убаво до Дин. Дин оди под кош. Да видиме. Лична грешка. Поставено е колено од Моралес, така вели судијата Јон Олару. И ова ќе биде топка од страна, нови 30 секунди за МЗТ Скопје. Точно 16 минути до крајот на надпреварот. Мирза Куртович ќе уфрли топката во игра. Врбица Стефанов. Стефанов, лична грешка во напад. Овој пат добро одигра во одбрана Сантос, мора да признаеме. Навреме се постави со тело. Ја изнуди оваа лична грешка од Стефанов и нов напад за Реал. Го забележавте Обрадович, зад себе има 3 титули првак на Европа. Со 3 различни клубови. Сантос, Оренга, прецизен е Оренга. Одлично го игра овој надпревар. Го служи шутот и 51 спрема 46. 5 поени предност. Стефанов. Куртович. Блажевски. Смит е задолжен за него во второто полувреме. Блажевски, Куртович. Убаво до Дин. Дин оди под кошот. И нема овде лична грешка. Промаши забивање. Марк Дин, а убава, паметна би рекол, тактичка лична грешка на Мирза Куртович. Не дозволи лесно поентирање од контранапад. Останува резултатот 51-46. 2-3 зона на МЗТ. Чекори на Исмаил Сантос. На брзина ја загубија оваа топка гостинските кошаркари. Нова можност за МЗТ. Стефанов. Дин, Стефанов. Добро би дошло една тројка во овие моменти. Стефанов. Блажевски. Агресивни во одбраната гостите. Блажевски. Од многу тешка ситуација го посака топката. Со многу среќа, меѓутоа среќата ги прати храбрите. Храбар беше овој блес на Перо Блажевски. Враќа Оренга на брзина. Моралес има проблеми со Симич, меѓутоа Оренга убаво се снаоѓа. 53-48. Куртович. Блажевски. Борба Стефанов. Обид за 3 поени. Кусо. Моралес ја прифати топката, сега Сантос. Ласо. Оренга. Одсвртување, веднаш бие и веднаш погодува. Треба да се стави крај на оваа серија на Оренга. Најефикасен на надпреварот, 18 поени до сега. Од нив 8 во второто полувреме. 55-48, 7 поени предност за гостите.
21 секунда за овој напад на МЗД. Куртовиќ е со топката. Задосни со додавање Куртовиќ. И сега загубена топка. Ласо. На среќа доаѓа топката до Сантос, Оренга. И оваа контра се трансформира во долг напад. Сантос погодува тројка. Осми негов поен, втора тројка за Реал Мадрид, 58-48. Сега 10 поени предност за гостите. Највисоката предност што има изнесуваше 11 поени, меѓутоа Куртовиќ враќа. 11 поен за Куртовиќ. Ласо се игра брзо. Физички исцрпувачка игра на двата тима. Оренга. Ласо, да видиме. Успева да спаси Моралес. Сантос. Стефанов сече. Дин појдува кон кошот и Стефанов лесни 2. Пред малку беа 10, сега половина. 5 поени предност за Реал. 58-53. Моралес е под кошот. Успева да погоди, меѓутоа претходно беше одлично проигран. Запре на играта, Александар Књазев бара тайм-аут на 12 минути и 16 секунди до крајот. Резултатот 60-53 водство на Реал Мадрид. Хелманс мајонез морате да пробате. Време на моćni. Mečos Pizza Restoran. Современ гастрономски концепт. Се враќаме назад во салата Јане Сандански. Одлична игра на МЗД. Каков само отпор му даваат на еден ваков шампионски All-Star тим на Реал Мадрид. Реал Мадрид кој во своите редови има 5 репрезентативци на Шпанија. Го има Дејан Бодирога, тука е и натурализираниот шпанец, американецот Майкл Смит. Еден велам All-Star состав на шпанскиот тим, а нашите момчиња играат храбро. А резултатот говори се. Дин е под кошот, многу тешка ситуација, чисто одземена топка на Оренга. Сантос. Смит. Оренга. Чива е оваа топка за Реал. Дојде на помош тамо Ѓорги Књазев, за момент му попречи на високиот Оренга. Остануваат уште 21 секунда за овој напад на Реал. Антуње се во игра. Влезе на местото на Пабло Ласо. Моралес исфрлен од рекетот. Сантос доаѓа надвор, прима топка. Да видиме. Одлично Мирза Куртовиќ, оди сам кон кошот. Мирза Куртовиќ, 13 него поен. Одлична игра во одбраната. 60-55. Сега е потребна поддршка. Антуњес. Уште 10 секунди за овој напад. Исмаел Сантос, Куртовиќ е до него. Кому? Топка за Смит. Уште 6 секунди за овој напад. Моралес прави лична грешка во напад. Повторно над Михајловски. Игор Михајловски. И повторно Вулканот проработе во салата Јане Сандански. Голема поддршка. Чувствува публиката дека сега е моментот да им се помогне на кошаркарите на МЗД. Две замени во редовите на Реал, влегува Бодирога и Ијан Гујо во игра, излегуваат Сантос и Моралес. Точно 11 минути до крајот. Михајловски. Књазев. Куртовиќ се ослободува, добива топка. Му попречи Перо Блажевски, да видиме. Куртовиќ ги распоредува своите соиграчи. Дин,
Нема кош, меѓутоа Перо Блажевски повисок од Майкл Смит. Куртовиќ, прекрасен дриблинг. Куртовиќ, браво! Каков потек! 15-ти поен на Куртовиќ. Само 3 поени предност за Реал. Пред малку беа цели 10. Антунес. Заглушувачка атмосфера во салата. Ангујо. Антунес. 10 секунди за овој напад. Бодирога е со топката. Смит добива шанса. Антунес се ослободи од тим и погодува со истекот на последната секунда, со звукот на сирената успеа да погоди Антунес. Само четврти негов поен, меѓутоа резултатот 62-57 запрена играта. Мартин имаше проблеми со својата опрема, со патиките. 9 минути 48 секунди до крајот на надпреварот. 62-57. 5 поени предност за Реал Мадрид. 18 секунди за овој напад на екипата на МЗТ. Да видиме сега дали има проблеми и со семафорот. Реагира нешто судијата Стефан Станчев. Јас лично не забележив никаков проблем. Времето останува исто. Нешто под 10 минути до крајот. 9:48 секунди. 5 поени предност за Реал. Навистина не би знаел да кажам во што е проблемот сега. Меѓутоа, очигледно, Стефан Станчев има забелешки нешто на семафорот. Еве, поправено е времето, се додаваат неколку секунди и значи 9 минути и 55 секунди до крајот. Еве да искористиме оваа пауза, да кажеме збор 2 за величината на играчите кои што настапувале во Реал. Да започнеме само од еден Вейн Брабендер, па преку Рафаел Руљан. Во Реал играше Луик, играше еден Валтер Шчербјак. Да го спомнеме и покојниот Фернандо Мартин, еден плеймейкер од калиброт на Корбалан. Делибашич играше исто така во Реал Мадрид. Дражен Петрович, Арвидас Сабонис, Арлаукас, па се до Бодирога. Инаку Реал, реков, 58 годишна историја, 61 титула, 8 пати европски првак, 6 пати второпласиран. Последен пат европски првак беше 95-та година на Final Four турнирот во Сарагоса. Тогаш Реал го водеше Желјко Обрадович. Реал има и 3 пати освоено купот на куповите и еднаш купот на Радивоје Корач. 27 пати првак на Шпанија, 22 пати освојувач на купот на Шпанија и освојувач на 3 интерконтинентални купа. Неверојатни бројки за името и во историјата на овој пребогат со трофеи клуб. Књазев од огромна далечина. Књазев може би од цели 9 метри. Долго чекаше и еве ги неговите први поени. Се разбира тројка. 62-60 е резултатот. Антунес во напад. И натаму Антунес покрај Дин не успева да погоди. Скок на Блажевски, одземена му е топката. И грешка на Антунес. Немаше никој од неговите соиграчи во близина. Куртовиќ, Књазев. Дин бара топка, тешко може да добие тамо. Књазев уште еднаш. Смите до него. Куртовиќ. Блажевски и Михајловски на иста позиција. Сега Блажевски, нема лична грешка тука. Куртовиќ, обид за 3 поени. Нема кош, Михајловски под кошот. Не успева од одбојка. И сега Бодирога. Ангујо.
Антунјес. 8,5 минути до крајот. Бодирога. Лична грешка на Игор Михајловски. Не застана на време на патеката на движење на Дејан Бодирога и ова беше очигледен прекршок од него. Само втора лична грешка на Игор Михајловски. Да видиме дали ќе има слободни фрлања или пак топка од страна. Ангујо ќе уфрли топката во игра. Не престанува поддршката, песмата на навивачите на МЗТ Скопје. Има на што да се радуваат и што да слават. МЗТ Скопје е рамноправен тим со славниот Реал Мадрид. Књазев. Михајловски излегува надвор од рекетот. Блажевски се ослободува од Смит за момент. Блажевски, обид на Блажевски, прецизен. 62-62. Повторно израмнување. Собра сили МЗТ да ја намали, да ја израмни, да ја анулира предноста на Реал од 10 поени во ова второ полувреме. Истото се случуваше и во првото полувреме. Бодирога, Ангујо, Моралес, Оренга, простете, со хорок удар, неодбранливо. Оренга е неверојатно расположен за игра. 2 поени предност за Реал. Ова беше негов 20-ти поен. Блажевски. И натаму Блажевски. Куртовиќ добива топка. Куртовиќ. Влезна Куртовиќ, бие преку Ангујо непрецизно. Михајловски за момент, да видиме. И на крајот топката во рацете на Ангујо. На Антунјес, простете. За момент Мирза Куртовиќ награден е со аплаузи за оваа желба да се освои топката. Цело второ полувреме заглушувачка атмосфера. Бодирога се ослободува од Дин. Бодирога му побегна топката од рацете, меѓутоа успеа да погоди. 14-ти поен на Дејан Бодирога. 4 поени предност за Реал. 66-62. 6,5 минути до крајот. Књазев. И натаму Књазев. Дин. Дин со скок шут. Непрецизен. Бодирога. Смит доаѓа. Топка добива Антунјес. И натаму Антунјес. Бодирога. Бодирога на влез. Лична грешка. Мирза Куртовиќ. Најавена е замена во редовите на МЗТ. Излегува токму Мирза Куртовиќ на негово место. Врбица Стефанов. Ова беше трета лична грешка на Мирза Куртовиќ, а тајм-аут бара Александар Књазев. Snickers, кога сте навистина гладни, свежи печени кикиритки, карамел и чоколадо. Полн со кикиритки, Snickers е вистинско задоволство. Ладно ми е. Се замрзнали само од надворати. И уште су меко однатре. Ние назад ќе пукнеме. Прва се замрзнав. Се, освен Кока-кола ќе не стопи. Тоа ми треба, сакам Кока-кола. Еј, убаво се гледа одовде. Тоа е Кока-кола! Скокај! Ајде да пливаме и да нуркаме заедно. Прекрасно. Шардоне, квалитет, преточен во задоволство. Повардарие. Се враќаме назад на слободните фрлања за Дејан Бодирога. Прецизен е во првиот обид. Сега серија од 5:0 на
Реал Мадрид беше 62-62, во моментов 67-62. Уште еднаш Бодирога, уште еднаш прецизен. Точно 6 минути до крајот. 6 поени предност за Реал. Књазев го води нападот на МЗТ. Блажевски, во обид за тројка, Блажевски погодува. Извореден скок шут на Перо Блажевски. 20 негов поен. Се израмнува со Оренга. Не попушта МЗТ. И така треба да биде. Сантос, Антунес. И натаму Антунес. Бодирога бараше топка, не ја доби. Антунес насила под кошот, надвор кон Смит, обид на Смит за 3. Нема кош, Оренга, не. Наша топка. Михајловски го има Блажевски. Михајловски оди сам, Михајловски. Четврти негов поен во вистински момент. 67 поен за МЗТ, Реал има 68. Бодирога. И натаму Бодирога. Михајловски е до него. Бодирога оди на влез. Ја видиме запрена играта. Лична грешка на Игор Михајловски. Трета лична грешка. Топка од страна. Нови 30 секунди за Реал. Да видиме. Треба да се избрише паркетот под кошот. 4 минути и 40 секунди до крајот. 68-67 поен предност за Реал. Се додека е вака, густо во финишот, МЗТ има шанса. Се може да се случи во финишот. Антунес. Бодирога. И натаму Бодирога. Антунес. Тргнува кон кошот, Антунес изблокиран од Дин, да видиме. Сантос сепак успева да дојде до топката. Нов напад за Реал. Забележувам Обрадович бара тайм-аут. Очигледно дека не му функционира играта во нападот. Бодирога. Оренга бие од чиста позиција и најпостои тој промаши. Стефанов. Само мирно. Блажевски. Блажевски. Нема лична грешка. Добро е што ја прифати топката Игор Михајловски. Да видиме. Михајловски кон Дин, грешка, меѓутоа Блажевски мора да се шутира. Блажевски од тешка позиција непрецизен. Лична грешка на Михајловски. Уште еден тактички прекршок, би рекол во вистински момент. И имаше услови Дејан Бодирога да појде во контранапад неодбранлив. Меѓутоа запрена е играта, 3 минути 30 секунди до крајот. Реал Мадрид ки има топка и напад, а резултатот е 68 спрема 67, поен предност за гостите. Перо Блажевски и Хуан Оренга, стрелци на по 20 поени, Дијан Бодирога 16, Куртович 15, Стефанов 14. По 4 лични грешки, Моралес и Михајловски, Куртович, Симич и Дин по 3. 3 лични грешки во гостинскиот тим. Има само Дејан Бодирога. Само храбро во овој финиш. Треба да се игра со сите сили до последниот атом на силите. Се е можно. Бодирога. Бодирога. Не успеа да мине. Одлично во одбраната Михајловски. Уште еднаш Бодирога. Нема лична грешка, Ангујо бие. Стефанов ја прифаќа топката. Нова шанса за МЗТ.
Нешто како полуконтра, да видиме. Стефанов, Књазев. Стефанов. МЗТ игра во ритмот на навивањето. Прекрасна атмосфера. Књазев бие за 3. Нема кош, да видиме. Води рога. Штета, голема штета. Ова беше голема шанса. 2 минути и 35 секунди до крајот. Реал е во напад. Ангујо. И натаму Ангујо. Смит. Бавно некако оди нападот на Реал. Ангујо оди на влез. Бие непрецизен наша топка. Врбица Стефанов појдува кон кошот. Стефанов од табла, нема кош. Штета, да видиме. Добре, топка за МЗТ. Стапна надвор од теренот Дејан води рога, меѓутоа голема штета што не успеа да поентира Врбица Стефанов. Како само си поигрува топката со нервите на навивачите овде, верувам и со вашите почитувани гледачи покрај малите екрани. Возбудлив надпревар, вистинска драма. МЗТ Скопје може да го падне на колена големиот Реал. Књазев. 12 секунди за овој напад на МЗТ. Реал има поен предност. Књазев, Дин за момент беше сам. Михајловски тргнува кон кошот. Михајловски нема кош. Каква штета, чиста позиција. Малку повеќе среќа требаше. 94 секунди до крајот. И натаму Реал има поен предност. Вистинска драма. Сантос, Ангујо, Оренга се бори со Дин. Оренга, повторно проигрување со Ангујо, надвор кон Сантос. Блажевски одзема топка, со нога играше води рога. Во овие 30 секунди, публиката е на нозе. 73 секунди до крајот. Поен предност за Реал. МЗТ Скопје има напад. Неверојатно возбудливо. Сега треба малку повеќе среќа. МЗТ играше храбро цел надпревар, само малку среќа. Фаулиране. Марк Дин многу слабо ги изведуваше слободните фрлања. Меѓутоа нема слободни фрлања. Судијата Стефан Станчев вели топка одстрана. Во игра ќе уфрли Врбица Стефанов. Мора да се испрли оваа топка, да видиме. Станчев вели дека требал тој да ја допре топката пред да ја уфрли во игра Игор Михајловски. 61 секунда до крајот. Блажевски. Блажевски. Треба малце повеќе движење сега од кошаркарите на МЗТ. Блажевски тргнува, бие, не погодува. Неколку шанси промашуваат кошаркарите на МЗТ во овие последни 2-3 минути. Резултатот веќе долго време истиот, 68-67. 30 секунди до крајот. Води рога. Води рога, бие, нема кош, скок на Дин. Запрене играта, да видиме што се случува. Лична грешка има. Од кого? Фаулиран Дин. Фаулиран Дин на 21 секунда до крајот. Лична грешка на Хуан Антонио Оренга. Неверојатно. Кој можеше да поверува во вакво нешто? МЗТ Скопје има меч топка. Треба да го држи овој напад до крај и да се поентира. Хајде, момци! Стефанов. Лична грешка на Сантос. Ова можеше да се оквалификува и како неспортски прекршок. 9 секунди до крајот. 9 секунди до крајот. Исмаил Сантос направи прекршок. Направи лична грешка, да видиме сега. Топка од страна.
Треба некој да ја уфрли во игра. Бргу, Блажевски, 8 секунди до крајот. Блажевски оди кон кошот, лична грешка на 3 секунди до крајот. Перо Блажевски има средбата, го има надпреварот во своите раце. Очигледен прекршок на Дејан Бодирога. Ајде Перо, сега треба мирна рака. Навреме бара Александар Књазев тајм-аут, да се смири атмосферата, поточно да се смири Перо Блажевски. Тој е човекот на одлука во овие моменти. Тој го решава надпреварот. 2 слободни фрлања, прецизно изведени и славниот, големиот Реал Мадрид ќе биде на колена. Голема е заслугата и на овие навивачи, овие ги има преку 2000, може би 2500 во салата Јане Сандански за овој резултат. Резултат кој што може како бомба да одекне во Европа. Перо Блажевски. Да видиме. Прво слободно фрлање. Перо Блажевски бие, има кош! 68. И сега Оренга тамо се обидува да го деконцентрира нашиот Перо Блажевски. Игор Михајловски бара техничка, бидејќи Бодирога не беше во игра, само 4 Реалови кошаркари. Но да го ставиме сето тоа на страна. Има уште едно слободно фрлање за Перо Блажевски. Тишина е потребна. И Блажевски погодува! Погодува на 3 секунди до крајот. Да видиме, Оренга од огромна далечина. Не, победа на МЗТ! Какво славје! Каква победа! Неверојатно е ова што се случува во салата Јане Сандански. Фантастична победа! Што се случува овде? Дали е ова можно? Реал Мадрид на колена во Скопје. МЗТ Скопје, Реал Мадрид 69-68. Фантазија! Ова ќе одекне како бомба во кошаркарска Европа. МЗТ Скопје го победува славниот, најтрофејниот клуб во историјата на фибините клубски надпревари Реал Мадрид. Златната рака на Перо Блажевски ја донесе оваа победа. На рацете на навивачите и го заслужи ова Перо. Секоја чест. Какво славје! Каде оди македонската кошарка? Вчера, само да подсетам, Годел Работнички го победи славниот Скаволини, а денеска овде во Скопје паѓа Реал Мадрид. Уште еднаш ќе кажам, фантазија. Го гледаме резултатот 69-68. Само тој што беше овде може да поверува во вакво нешто. Почитувани гледачи, на крајот ми останува само да ви заблагодарам што повторно А1 телевизија беше вашиот избор. Верувам дека и вие славите покрај малите екрани. Уште еднаш да го кажеме конечниот резултат 69-68 и сега МЗТ има 9 поени и го дели третото место со екипата на Плама. МЗТ Скопје е многу близко до пласман во втората рунда од надпреварите на Еврокупот. Уште еднаш благодарам за вниманието и пријатно со програмата на А1 телевизија.
стартот од сезоната за Чикаго Булс и како реновираните ракети најавуваат поход кон шампионската титула.